Добар ден. Овде со нас Мартина Костовска и Фрсина Симоновска од Порака наша. Проектот на Порака наша сервис за грижа на стари и на лица со попреченост ја потврди потребата од институционална подршка на овие категории граѓани. Овој проект го работите со подршка на Австриското министерство за социјала и тамошниот Црвен крст. Најпрви добре дојдовте на двете. Еве, Костовска, како е насловен проектот, од каде идејата за овој проект и тој веќе се реализираше, од каде идејата да се продолжи проектот? Полното име на проектот е облажување на ефектите од COVID-19 и последиците врз најранливи групи во општеството со посебен фокус на стари лица и лица со попреченост. Значи, проектот, како што веќе споменавте, е финансиран од Австриското министерство за социјални работи, меѓутоа го координира Австрискиот Црвен крст. Во проектот се вклучени неколку земји освен нашата, значи соработуваме со Србија, со Грузија и со Црвен крст од нашата земја. Значи исто така и со локалниот Црвен крст, значи општинскиот огранок на Црвен крст од Куманово. Проектот официјално започна од 1 септември 2021 година и првично требаше да трае 18 месеци. Значи целта на проектот беше да во нашата земја, поточно во нашата општина, нели како една од најголемите, како најголема општина во нашата земја, да пилотираме сервисна служба која што не е институционална, нели болнична сервисна служба, во која што ќе бидат вклучени две таргет групи кои што особено беа ранливи за време на пандемијата. Аплициравме за 18 месеци и го добивме грантот. Меѓутоа, кога бевме некаде при крај со активностите, да речеме, да се заврши, значи при крај да го завршиме проектот, донаторот изрази иницијатива на некој начин да го продолжиме проектот со цел лиценцирање на самата сервисна служба, затоа што на теренот видовме некои работи, баш оние хипотетички ставки кои што ги имавме или размислувања дека во нашата земја и во нашата општина особено се потребен ваков вид на сервисна служба. Особено исто така за оваа ранлива група на категорија на граѓани, стари лица и лица со попреченост. Затоа продолжувањето на проектот траеше, мислам, понудија првично 6 месеци, па потоа го продолжија за уште 9 месеци, што значи од февруари намаму ни добивме грант за уште плюс 9 месеци. Тоа значи дека завршува официјално на 30.11.2023 година, тоа се вкупно 18 плюс 9, нели 27 месеци работа на терен. Тешко беше и во првите 18 месеци, прво додека го промовирате проектот, додека се разбера таа институционална подршка, рече Костовска дека во меѓувреме се опфатени две категории граѓани, значи тоа се стари лица со попреченост, можеби најранливите категории и пред пандемијата и после пандемијата. Што конкретно добиваат овие две категории граѓани? Така, прво мораме да кажеме дека ваквата сервисна социјална услуга се вика помош и нега во домот. Порака наша, преку овој проект, колешката што рече, успеа значи да го лиценцира, поднесе документи, чекаме значи сега да излезе комисијата за лиценцирање при Министерството за труд и социјална политика за да можеме да добиеме лиценца конкретно за оваа социјална услуга. Што значи ова? Колешката рече дека се опатени стари лица и лица со попреченост, меѓутоа не само овие две категории, според правилникот се опатени потполно слепи лица, како и други лица кои имаат намален функционален капацитет и не може да се грижат самите за себе. Според правилникот, значи овие категории, порака наша кога ќе добие лиценца, ќе влезат и ќе може да ја користат оваа услуга во заедницата. Сега, како вон институционална форма на социјална заштита, ваквата услуга возможува една превенција, односно ние превенираме да оваа ранлива категорија биде сместена во институции. Овој процес започна во 2001 година во нашата држава, тоа е процесот на деинституционализација и вие знаете добро дека тогаш се отворија првите дневни центри, се појави онаа форма на згрижувачки семејства и како резултат на тоа се направи, ајде да кажеме, едно социјално мапирање на теренот и почнаа да се развиваат социјални услуги според потребите на корисниците. Токму оваа услуга, помош и нега во домот, е резултат на такви социјални мапирања кои се случуваа во нашата држава. Тука кратко кои категории на даватели на услуги, порака наша, преку овој проект лиценцираше оспособи негователи. Како течеше тој процес и дали наидовте на одзив кај населението?
Така, ова е една важна точка во самиот проект која што сваѓа во некои индиректни индикатори или индиректни резултати кои што излегува од целокупното имплементирање на проектот домашна нега во домашни услови на стари лица или совршеност на терен. Значи, обично провайдери, да речеме во другите европски земји, провайдери на ваков тип на услуга се институциите, нели, или приватните домови за стари лица, или да кажеме некој друг вид на форма кој што нуди ваква служба, ваков тип на услуга. Меѓутоа, носечкиот столб се невладините организации. Секогаш започнува од невладините организации кои што мора на некој начин да добијат грант за да нели пилотираат и прво да мапираат, потоа да пилотираат ваков вид на сервисна служба. Така да ви кажала дека директен одговор на ова прашање, самите негователки не се директно обучени од нас, туку тука е вклучен Црвениот крст кој што игра важна улога во самиот процес и кај нас и во Европа. Значи, негователките, оние кои што примаат, кои што даваат ваков тип на нега, но знаеме дека во нашата земја, па дури и во европските земји, и оние кои што се поразвиени, постојат формални и неформални даватели на грижа. Значи, самото време, нели, рапидното старење на населението, брзиот начин на живот, брзото темпо на живот, младите лица работат целодневно, значи немаат време и да имаат финансиски средства да се грижат за своите родители, членови на семејства, на кој да му е потребна ваква грижа. Меѓутоа, неформалните даватели на грижа се обично членови на семејство. Или пак, како што е добро познато во нашиот град, на пазар на трудот се работи нели на црно. Ќе се најме некоја жена, претежно тоа е професија која што кај нас се смета за женска професија и беше еден од условите на донаторот да пробаме да го скршиме тој стереотип. Значи, да пробаме да делуваме на јавно, да подигнеме јавната свест дека неговател или негователка може да биде и машка професија како што тоа е во западните земји. Така да нашите негователки, оние кои што беа директно ангажирани во проектот кој што го спроведуваме, се обучени и за да бидат формални даватели на ваква грижа, мора да бидат обучени преку Црвен крст и да имаат специфичен тренинг, со што се стекнуваат со специфични сертификати кои што им важат на национално ниво. Што ќе добијат, што добиваат лицата со попречености, старите лица, како грижа од негователките, што е вклучено во проектот, што е предвидено, значи што они добија како грижа изминатиот период? Вака, значи кога ќе се пријави корисник да биде нели за помош и нега во домот, најпрво се изработува индивидуален план за секој корисник, за да видиме колку основни активности значи му се потребни, а колку инструментални активности. Максимум месечно може да добијат 40 часа основни активности и 40 часа инструментални активности. Сега, што спаѓа во основни активности? Тука е одржување на лична хигиена, облекување, мобилност во домот, хранење, користење на тоалет и менување на пелени и подлоги. Тоа е ние што велиме работни задачи на негователот. Во однос на инструментални активности, тука спаѓа помош при чистење, поправки во домот, перење, готвење, купување на продукти, ако имаме нели неподвижно лица, надворешна мобилност, давање на медицинска терапија, користење на телефон, како и помоши при управување на буџетот. Постои скала која што се пополнува од страна на матичниот лекар и од социјалниот работник при Центарот за социјални работи и врз основа значи на самата проценка се прави индивидуален план за секој корисник и врз основа на тоа самите негователи ја вршат значи нели ги извршуваат своите работни задачи. Она значи што само да се надоврзам, колешката го рече, самите негователи се дел од процесот на лиценцирање, што значи дека денеска за да работиш во една и да даваш социјална услуга мора да имаш лиценца. И токму во нашиот град тоа го прави Општинската организација на Црвен крст. Меѓутоа не само тоа, исто така и самиот давател на услуги мора да биде лиценциран. Што значи мора да задоволува одредени стандарди и нормативи кои што гарантираат квалитет на локално ниво.
Зборуваме за сервисирање и за лиценцирање. Во порака наша извесен период, можете и двете да одговорите, прво на Костовска, па Симоновска, извесен период се бори за лиценцирање. Докаде е тој процес? Имаше повеќе од општината и од МТСП. Докаде сте со тој процес? Па за среќа, значи И ви помогна ли кога се овој проект? видовме, Да, и ви помогна ли овој проект за да нели го вметнете тоа искуство веќе? на индиректен начин, да, меѓутоа сепак да се разбираме, значи работа во дневен центар директно со лица со интелектуална повреченост над 18 години, како што е порака наша, која што еве оваа година ќе напоменеме дека на 6 декември одбележува 17 години од постоење и од формирањето на дневниот центар. Стана прв лиценциран давател на сервисна, мислам прв лиценциран давател на услуга во дневниот центар за лица со интелектуална повреченост според лиценца која што нели ни наметна некои предизвици и во однос на просторни капацитети, и финансиски ресурси, и човечки ресурси. Меѓутоа станавме прв центар кој што има лиценца за да бидеме центар за рехабилитација и реинтеграција на лица со интелектуална повреченост. Таа лиценца ни на некој начин е многу потешка за да се добие. Во моментот мислам дека имаме информација дека има уште еден центар кој што е лиценциран со истата таква лиценца. Меѓутоа сега порака наша се стреми кон тоа да стане лиценциран давател на уште една болницационална сервисна служба за која што еве сега зборуваме и која што беше цел на проектот, сервис за домашна нега или домашна нега во домашни услови во Куманово. Така. Еве, во тој процесот на лиценцирање, рековте, се утврдуваат одредени стандарди, нормативи кои што мора одредена установа да ги исполнува и да ги понуди, за да тоа биде на некој начин валоризирано понатака. Што се однесува до проектот, што како лиценциран давател на услуга ќе понудите вие и каде би можело да се обратиме како заинтересирани граѓани да користиме? Вака, само еден податок ќе кажеме. Кога почнавме да го реализираме проектот, ние имавме еден предизвик, дали ќе успееме да најдеме корисници во општина Куманово кои што ќе бидат дел од овој проект, затоа што не бевме толку патени тогаш. Знаевме дека има одредени луѓе кои што барат помош, меѓутоа не знаевме со каква бројка оперираме на терен. Министерството за труд и социјална политика излезе со официјални податок и рече дека 39,4% од сите социјални услуги отпаѓаат токму на помош и нега во домот. Или поточно, во месец септември 1042 корисника имаме регистрирано токму за оваа социјална услуга. Кога почнавме, таргет група ни беше 32 корисника. Ние одавна оваа бројка ја надминавме. И можеме да кажеме дека со 8 негователи не успеавме да дадеме услуга на сите корисници кои побараа од нас. За жал, точно. Затоа можеме да кажеме дека со право одлучивме, тоест извршниот одбор на порака наша одлучи благодарение на овој проект да се лиценцираме и да нудиме ваков вид на социјални услуги во локалната заедница. За таа цел склучивме договор со Зафир сајто, бидејќи порака наша нема доволно простор за оваа социјална услуга. Услугите ќе бидат токму по просториите, во дел од просториите на Зафир сајто, каде што ќе биде ангажиран еден координатор и 6 негователи, лиценцирани негователи за почеток. Зборуваме откако порака наша ќе добие лиценца. Ние сме сега во процес на ги поднесовме документите, очекуваме комисијата при Министерството за труд и социјална политика да излезе на терен. Какви се искуствата? Вие самиот проект се спроведува со подршка на Австријско министерство за социјала, значи пандан на она што е МТСП кај нас. Какви се искуствата од таму? Веројатно ви кажуваат. И рековте дека не сте единствена, дека сте единствени овде од државата, меѓутоа и други држави се вклучени. Какви се искуствата таму? За рехабилитација и реинтеграција на лицата во повреченост, тоа се однесува за нивниот центар. Се однесува за услугата домашна нега во домашни услови, значи во Куманово веќе е Црвен крст лиценциран давател на услуга, меѓутоа нема доволно финансирање. Исто така во соработка со Домот за стари лица Зафир сајто од Куманово, со кој што првично го започнавме во проект, значи заедничка идеја беше. Затоа, како што спомена колешката, веќе со нив имаме склучено договор да ги користиме нивните просторни капацитети. Исто така знаеме дека и Зафир сајто во иднина планира да се лиценцира
токму за ваква услуга, така да иако постои како институција која што нели има своји капацитети и се под државна капа да речеме, исто така сака да се лицензира за ваков тип на услуга која што би ги проширила и нивните можности. Она што успеавме да го видиме, бидејќи како што споменавме на почетокот, името на самиот проект е големо, буџетот беше голем, меѓутоа се однесуваше за сите земји, вклучувајќи и Австрија. Србија и Грузија има своји задачи, не сите има исти цели, значи нашата цел беше да пилотираме и да формираме сервис за домашна нега во домашни услови со две клучни точки, значи запазувајќи ги тие права на сите лица кои што протекнуваат од Декларацијата за човекови права. Значи, секој човек има право нели да избере каде ќе живее и каде ќе прима нега, и секој човек има право да прима нега во удобноста на својот дом. Тоа претежно се случува затоа што не сите луѓе сакаат да бидат институционализирани дури и да има место, од друга страна некои немаат финансии. Од психолошкиот аспект на тоа е дека нели луѓето кога стареат имаат веќе спомени или го загубиле многу членови од семејството, па дури и да имаат некој кој што би им пружал неколку часовна подршка во текот на денот, тие сакаат да ја примаат таа нега во својот кревет, во кујната каде што имаат многу спомени, во својата дневна соба каде што раснеле своји деца, значи на тој начин има и психолошки ефект кој што самиот процес на кој да е причината за нивната забарањето за нега се намалува или барем не се доживува толку нагло како кога ќе преминат во институција. Исто така она што е особено битно е тоа што, например, корисниците во една институција, како што се дом за стари лица или поготово во приватните институции, нели, сите тие живеат исто што во дневниот центар постои програма, живеат на одреден начин, значи се знае колку часот имаат јадење, доручик, ручик и вечера се знаат кога излегуваат сите заедно. Овдека преку ваквата сервисна служба индивидуалниот план веќе е споменат, значи индивидуално добиват третман. Кој што е прилагоден на нивните собствени потреби. Другата многу важна работа е што во институции или во некои други домови едно лице добива некој повеќе негователи. Овдека имаат една негователка која што со нив со текот на времето се зближува емоционално и гради однос приватен однос, значи веќе и негователките или негователите нели стекнуваат некоја врска со нив и знаат нивните потреби, се учат и да речеме се врзуваат на некој друг начин кој што не е возможен во некоја поголема институција каде што многу лица примаат нега од повеќе даватели на услуги или повеќе негователки или медицински сестри. Јас се благодарам и на двете што бевте дел од оваа емисија, им благодарам на слушателите, гледачите кои не следат. Се надевам дека сите наливаме во Кубаново вие да добијате лиценцата и да пруžате таква услуга која што навистина е повеќе потребна на нашите сограѓани и на овие две категории граѓани, особено без разлика и пред пандемијата и после пандемијата потребите се тие што се. Така, ви благодариме на поканата и се надеваме дека сите заедно ќе бележиме еден успех, бидејќи со самото добивање на лиценцата верувате дека повторно ќе ве поканиме и официјално граѓаните ќе бидат известени за оваа социјална услуга, помош и нега во домот кој се порака наша ќе реализира година. Ви благодариме исто. Ја би само би порачала на сите слушатели и гледачи да ги следат нели повиците од Црвен крст и оние кои се заинтересирани да се пријават за обука која што трае 2 месеци во Црвен крст и секако да не се двомат да не контактирате на прашната за она што ги интересира во вашиот самиот сервис. Благодарам уште еднаш што следите како медиум. Ви благодарам за вниманието, имајте убав остаток од денот.